Дали на Lotus конечно ќе му се посреќи? Иако е една од најпознатите марки во автомобилската историја и со суперлативни инженерски способности, после смртта на основачот Колин Чепмен во 1982 година, работите им тргнаа на лошо. Промени повеќе сопственици, а во сегашниот Гили да најде солидна основа за оптимизам. Таа резултираше со електричниот суперавтомобил Ивајџа, кој на најдобар начин сведочи за досега неискористените можности. Тој со своите 2000 конски сили ќе биде најмокниот серијски произведен автомобил на планетава. Стручната јавност за него сведочи како за сеизмички пресврт за Lotus, кој треба да го означи повторното раѓање на марката. Возбудливоста во возењето е обезбедена со централно поставените батерии кои му овозможуваат автономија од некои 400 километри. Способни се да користат полначи од 800 киловати, какви што се уште нема на пазарот. Кога ќе се појават, времето на полнење со нив би изнесувало 9 минути. Аеродинамиката на лесната каросерија од јагленородни влакна е безпрекорна, а 4 електромотори ги задвишуваат сите тркала кои се направени од магнезиум. Од Lotus додаваа дека погонскиот склоп е проектиран да ја забрзува Ивајџа до 300 км на час за неверојатни 9 секунди. За поконзервативна употреба на возачот на располагање му се 5 режими на возење. Овој модел е прв после 10 години кој излезе од вештите и искусни раце на вработените во Lotus. Планирано е да се направат 130 примероци по цена помеѓу 1,5 и 2 милиони фунти без давачки. Потенцијалните купувачи кои ќе платат по 250.000 фунти депозит на своите возила ќе почекаат до наредната година.